Почитувани, денеска сакаме да ги информираме жителите на општина Прилеп за непопуларната мерка зголемување на цените на комуналните услуги од страна на јавното комунално предпријатие Комуналец Прилеп. Секоја промена на цените е непопуларна мерка за граѓаните и бизнис секторот, но со оглед на енормното зголемување на цените на нафтата и нафтените деривати, цената на електричната енергија, кои се наши главни енергенси, како и зголемувањето на цените на резервните делови, алати и машини, кои ги користи нашето предпријатие, неопходно беше да се изврши и корекција на истите. Имено, јавното комунално предпријатие Комуналец Прилеп нема донесена одлука за корекција на цените на услугите уште од 2009 година. Со оглед на тешката финансиска состојба во која се наоѓа предпријатието, во моментов доведено е во прашање и тековното финансиско работење, како и извршувањето на оперативниот план кој е обемен. Свесни сме за тешката финансиска состојба на жителите на општина Прилеп, како и бизнис секторот, но со секојдневното зголемување на пазарните цени на се она што му е неопходно за работа и нормално функционирање, доведени сме во ситуација да извршиме корекција на цените. Само за ваша информација, просечната цена за набавка на нафта во 2018 година била 46 денари и 77 дени без ДДВ, односно во 2022 година јавното комунално предпријатие Комуналец Прилеп набавува нафта по цена од 81 денар и 43 дени без ДДВ, или зголемувањето е 76%. Или за споредба во бројки. Во 2021 година за набавка на нафта и нафтени деривати, јавното комунално предпријатие Комуналец Прилеп има потрошено 7 милиони 331 илјада денари без ДДВ. Само за периодот од месец јануари до месец јули 2022 година за истата набавка потрошени се 6 милиони 800 илјада и 564 дени без ДДВ, со сите можни редукции и максимална контрола и штедење. Или ако добро погледнеме во бројките, јавното комунално предпријатие Комуналец до јули месец оваа година ги исцрпил планираните финансии за набавка на нафта и нафтени деривати за целата година. Втор непланиран трошок кој го наруши нашето нормално функционирање е повеќекратното зголемување на цената на електричната енергија, или споредбено во бројки. Од 1 до 7 месец 2021 година за потрошена електрична енергија јавното комунално предпријатие Комуналец Прилеп има потрошено 620.194 денари без ДДВ, додека за истиот период од 1 до 7 месец 2022 година за потрошена електрична енергија платени се 3.565.254 денари без ДДВ и исто така со максимална контрола и штедење. Треба да нагласам дека преку Сдруженијето на комунални предпријатија АТКОМ беше побарано од владата на Република Македонија да им се помогне на јавните предпријатија во оваа тешка ситуација во било која форма со цел намалување на трошоците за потрошената електрична енергија, а која влада нема слух и разбирање за нашите потреби. Затоа сакаме да информираме јавноста дека со одлука на управен одбор извршиме корекција на цените на комуналните услуги и бараме согласност од Советот на општина Прилеп за потврдување на оваа одлука. Ваква корекција на цените на комуналните услуги требало да се прави многу години претходно, за да ова предпријатие од општ јавен интерес не биде доведено во денешната незавидна ситуација. Меѓутоа, за ситни политички поени тоа било одлагано во недоглед. Почитувани сограѓани, со должна почит и извинување кон вас што мораме да ја примениме оваа непопуларна мерка, можам само да ви ветам дека јавното комунално предпријатие Комуналец Прилеп со многу работа, коректно и честно и понатаму ќе ги извршува сите услуги, а целта ни е заедничка, општина Прилеп да биде модерна, еколошки здрава и чиста средина. За домаќинствата под кров беше 1,8 денари на метар квадратен на 3 денари, за двор од 0,34 денари
на 0,5 денари. За правните лица под кров од 3,16 на 5,5 денари. Двор од 1,16 на 2 денари. Училиштата и верските објекти од 1,84 денари на 3 денари. Дворното место од денар на 1,5 денар. За да дојдеме до овие цени, долго време вршеме анализа. Се консултираме со другите градови, каква е нивната цена. Можам да ве запознам со бројки. Пример, општина Струмица, за домаќинствата цената е 3,51 денар на метар квадратен под кров, додека за дворно место 0,78 денари дворно место. Еве да речеме Куманово. Тие беа првиот град кој донесе корекција на цените на комуналните услуги. Пред покачувањето, цената од квадрат беше 3 денари од метар квадратен, сега е 4,5 денари од метар квадратен. Токму таму, правните субјекти плаќале 10 денари од метар квадратен, сега плаќаат 12,5 денари од метар квадратен. Кај нас, како што видовте, 3,16 денари. Ние пак да речем, не се радуваме од оваа непопуларна мерка, меѓутоа, во минатото никој не презел мерки за да не се доведе ова комунално предпријатие во оваа незавидна ситуација. Цената би требало да се зголемува со корекцијата на животни трошоци и корекцијата на минималната плата. Секоја година во март месец има корекција на минималната плата. Јас не го спомнав во моето обрајчење, бидејќи ние сакаме работниците да добиваат поголема плата. Од март месец оваа година минималната плата беше зголемена на 18.000 денари. Кај нас бе опфатени голема бројка на работници, 270, кој ни го оптерети буџетот за 1.300.000 денари годишно, или од март месец до крајот на годината 13 милиони денари. Ние, повторно да повторам, не сме против зголемување на платата на вработените, напротив, сакаме да земаат поголема плата. И во какво состојба сега најдува сега предпријатието? Предпријатието моментално е во многу незавидна ситуација. Ќе бидеме доведени да не можеме да исплатиме плата во наредните месеци. Некои ќе кажуваат дека тоа е од слабото менаџирање, меѓутоа во минатите години бројките ќе покажат дека и некои други работи, освен овие што ги наведов економските показатели, доведоа ова предпријатие да биде во оваа незавидна ситуација. Има потреба од време кој? Па во бројки. 2017 година ова јавно комунално предпријатие е оставено со нето добивка од 14 милиони 883.560 денари, додека на крајот на 2021 година со загуба од 823.947 денари. Можете да видите во табелите. Дали ова покачување ќе на некој начин ќе го компензира се тоа? Делумно. Зошто зборам делумно? Имаме секојдневно покачување на трошоците на струјата и електричната енергија. Реков, тие ни се главни енергенси. Воедно сакам да ви ветам и да слушнат и да видат граѓаните дека нема да има зголемување на бројот на вработени. На една седница на Соједна општина Прилеп го кажав истото и стојам на тоа. Нема да има зголемување, бидејќи најголем дел од расходите одат токму на плати. Само онаму каде што ќе има заминување во пензија. Моментално колку се? Не, повеќе од 387 моментално. А ја наследи фирмата, убаво е да знае јавноста, на 23.11 со 423 вработени.